Не може да бидеме членки на Европска унија без право на глас, без да се менуваат актите во самата Европска унија. Кој ќе ги менува? Кој ќе ги менува? Вие сте били амбасадор, вие знаете надворешна политика. Кој тој што ќе ги менува? Дозволи да завршам. Тоа е точно. Европската унија да донесе таква одлука е потребен консензус. Консензус за сите земји, невозможно. Али ево нека го наметнат американците. Не може да биде. Еве нека го наметнат американците и да биде. Американците не сакаат тоа да го наметнат. Дозволи се да завршам јас. Ама не може да го наметнат. Ама еве нека го наметнат. Да не зборувам празно, ние сакаме да го советуваме. Добро, хипотетички да го наметнат. Не сум против вас. Јас сакам само еден совет до премиерот да не се служи со овие, не може вака. Ајде, повелете, нека ја заврши мислата господин. Види се вака, значи прво консензусот тешко ќе се постигне, но нека се постигне, разбирате. И еве нека Македонија биде меѓу тие три земји, нели така? Тоа е концепцијата. Нас тоа не ни одговара, разбирате. Затоа што и да сме тамо, тоа е, знаете, сега на новата политика која ја прокламираат во Брисел, за тоа вика членството започнува од позади, не од почеток. Од почеток, значи да ги заврши сите критериуми и тогаш те примат. А сега ќе те примат, значи формално без едно чудо права, кои не се клучни на крајот ако не примат во таква ситуација, ама тогаш почнува со своите критериуми, исполнување на критериумите. И правда, корупција и се друго што треба. Се видите, наш клучен проблем ни е преговарачката рамка. И да не стават во таа група од три. Македонија никаде стигне. Никогаш нема стане ни членки и оттамо ќе истераат еден ако сакате да бидам груп. Затоа што во преговарачката рамка која е катастрофална, во која се внесени сите фантазмагории бугарски, разбирате, во која нашето напредување реформите кои ќе треба да следат. Знаете што ќе зависат? Ќе зависат од резултатите на историската комисија со Бугарија. Тоа е вториот протокол со Бугарија. Ако него дозволете само, ако него откажеме ние вториот протокол со Бугарија, нема никогаш да стигнеме и нема никаде. Велам, може да стат кај сакаат, ама ние сами ќе се дисквалификуваме. Затоа што според вториот протокол и според преговарачката рамка, Македонија ќе напредува према Брисел само по резултатите на историската комисија. А во историската комисија ќе треба да прифатиме дека не сме македонци по род, дека сме бугари до 45-та година, дека немаме јазик, дека не е автохтон јазикот, дека немаме историја и така натака. Тоа значи никаде нема да стигнеме. Македонија и да не стават во тоа, треба да го одбие, бидејќи тоа никаде нема да донесе и никогаш нема да станеме ни да бидеме блиску. Ќе ни сфрлат таму копартали. Ајде, повелете. Види, да најдеме заеднички јазик, да го прифатиме францускиот предлог, француско-германски и така натаму, тоа би било најдобро за да Македонија напредува. Сметате да ги усвоиме уставните измени, и уставните измени, види, сакаме да се бугаризираме. Не да се бугаризират. Сакаме или нечеме, тој протокол и такво е бугаризирање. Ние не може да диктираме светска политика или европска политика. Али можеме сопствена. Нас може. Можеме сопствена. Дали ќе менуваме устав и днес, од нас зависи. Треба да имаме, јас се согласувам да имаме собствена, ама треба да имаме алтернатива. Ако не Европска унија, кај ќе одиме? Ама слушај. Гледаш премиерот не врти. Ама ти си албанец, ти сакаш да влеземе во Европската унија, али да македонци нема. Тоа за нас е неприфатливо, извини. Ние сепак сме македонците мнозинство овде. Ако прв ги прифатиле македонците, Македонија немаше да биде ни независна држава. Ако овие албанци во Македонија не ве поддржаа вас како македонци, немаше ни независна да биде. Вака сме од 91 година, немојте така. Па ако не бевме ние албанците во Македонија да ве поддржиме за независна Македонија, немаше ни тоа да се случи. Ма не поддржавте, имате Илирида вие тогаш. Подсетите авте Илирида. Каква Илирида? Никогаш не поддржавте во да бевме ние против, да бевме ние албанците против независна Македонија, ќе беше Македонија независна држава. Ќе беше апсолутно. Ќе беше од Скопје и до Гевгелија надоле. И
тогаш ќе се чувствува бугарските и грчките и не знам што. Албанците во Македонија биле големи поборници да ги како не бе. Па јас ти викам, ако не беа лојални. ПДП беше на времето. ПДП до некаде освен и не беа лојални, немаше да биде Македонија независна држава. Тоа се тези на Тирана. Сега на што Тоа се тези на Тирана дека јас сум факти, ти си бил политичар и тогаш и денеска. 91 година не оклетуваат нас како ПДП дека сме имале собствена војска тогаш? Начело со господинот Митат Емини? Да. Така? И имаше нешто. Кој договор е тој? Тој е договор Глигоров ПДП на Глигоров Митат Емини за да се брани Македонија, албанци, македонци од српскиот, евентуално од српскиот напад кон дека уште војската на Србија беше во Македонија. Точно. Тоа беше да се вооружат одредени групи да се одбраниме како Македонија за да не се случи 99-та. Глигоров испадна сите на албанската војска, па дај, немој, молим те. Па тој го поддржа. Еве јас ти кажувам тука ти се многу мина ако има уште живи има од таа генерација дека тоа е договор помеѓу ПДП начело ПДП го водеше Невзата Лилија, ама на тие преговори беше господинот Митат Емини. И после него го затворија 5 години за да може да се прикријат. Ама и Невзат Халили се знае кој беше. И затоа ти викам дека ние албанците од 91 година ги поддржавме нашите сограѓани македонци да ја створиме ова држава независна Македонија. Денеска северна Косменија, тоа е друго. Гласавте на референдумот за независност, не гласавте. Не можеме да гласаме, не можеме да гласаме. Како ќе може да гласате кога ја поддржувате? Како беше тезата на тогашните политичари, посебно тие што го поддржаа Анте Марковиќ, господин Стојан Андов, дека може некогаш да се приклучиме кон конфедерацијата кон пак истата Југославија. А Југославија без Хрватска и Словенија нема Југославија. Има мини Србија, таkozvana Југославија. Немојте така. Ние не можеме да поддржиме нешто кој сакате пак враќање кон србите. И тоа не го прифатам. Може два збора да кажам. Може три да кажам. Ајде да се навратиме на тоа. Реалноста е вака. Да беше прашањето поинаку на референдумот и тука е заслуга на Глигоров. Ти сам кажа дека српската војска беше тука. За 2 сата можеше да изврши државен удар. Да ги смени, да ги смени сите и да донесе просрпска имаше отворен фронт во Хрватска и Босна, не можеше. Тоа беше во Хрватска беше тогаш Словенија, Хрватска, после се отвори Меѓутоа, не сакам да ви кажам, младите нека знаат дека ние сме биле лојални кон ова држава и кон нашите сограѓани македонци. Меѓутоа, сограѓаните македонци нас не поддржале. Не, тоа не е апсолутно обратно. Апсолутно обратно. Ние да сакавме тогаш, немаше ќе се поделевме, ќе одевме со Косово и со Албанија. Не можевте. Како не можевте? Не можете. Како не можевте? Шанса немавте. Ма не сакавме да ја поддржиме Македонија како дека Македонија е наша собствена држава. Ќе останете и така се решивме заеднички како ПДП тогаш како една политичка партија која имаше разумни луѓе во таа. Денеска во политичките партии немаш разумни луѓе. Точно, јас се сложувам. Во ПДП имаше беше авторитативен, за албанците не бил во состојба, не беше во состојба да не поддржи. Меѓутоа, македонците, условно кажано, македонците во Македонија, Глигоров веќе немат. После Глигоров нема. Тоа јас ти кажувам вака. Нема државник, факт, се сложува во тоа. Ќе останете ли еве лојални, односно ќе останат ли и албанците лојални како што велите вие, да се најде некој заеднички консензус околу евроинтеграциите, да се направат некои црвени линии, па да може некако нели да продолжи понатаму евроинтеграцијата, бидејќи еве премиерот вчера рече дека не гледа можност за постигнување на никаков консензус, тука пред се мислеше и нели на опозицијската партија од македонскиот блок, меѓутоа не гледам ни таква некоја ангажираност нити од албанските партии. Можно ли е да се постигне некаков таков консензус и да имаме нели една заеднички изградена патека по која што ќе се движиме кон Европската унија и да го заштитиме нели сето она што е македонски идентитет. Што ги пратам секојдневно и условно кажано и кај македонскиот политички блок и кај албанскиот политички блок,
Албанците секогаш ќе бидат, јас барем што ги знам стратегиите, не само стратегиите и одлуките што ги имат донесени албанските политички партии без разлика позиција, опозиција, е да се најде некој заеднички консензус за да Македонија член на Европската унија. Меѓутоа консензусот не е јас како сакам. Консензусот се доаѓа во тој диалог што ќе се отвори помеѓу партиите од власт, од македонскиот блок, се условно кажано, од албанскиот, од македонската опозиција, од албанската опозиција, 4 најголеми партии и да најдат заеднички. Меѓутоа, ако останеме секој во својот ров, нема консенсус. Ако ВМРО вика јас не можам без ова, СДС вика можам без ова, албанските политички партии до сега и не се мешале кај се наоѓа, може помогнале, ама не одмогнале кога доаѓа во прашање македонскиот идентитет, македонската култура, македонскиот јазик. Секој сме го поддржале и ќе го поддржиме. Како не е точно? Ние сме го поддржале и ќе го поддржиме. Нема албански политичар било од која партија не рекол до сега дека јас ги поддржувам. Еве премиерот Мицкоски рече дека СДСМ е мекото ткиво на македонскиот идентитет. Предавници. Сметате и албанските партии еве со однос на албанските партии. Не се мешале до сега. Не се мешале, немаат намера да се мешат за македонецот да се чувствува македонец. Ние сакаме македонецот во Македонија да се чувствува македонец или како сака. Може да кажам да избора јас. Зашто? Ај вака ќе ти кажам. Ај вака ќе ти. Само едно прашање. Не, само едно прашање. Зашто го окривувате една политичка партија кога и денеска ние имаме право да патуваме во Европа, а македонците не се откажуваат од бугарското државјанство, од бугарските пашоши, откажи се. Ти од Македонија може да одиш секаде сега. И албанците имат бугарски пашоши. Немат забрана за одење на надвор. Имат може ретко 1, 2, 3, 5% ако имат. Ама сега во Европа може да патува со македонски пашоши. Зашто ги имаат? Тоа е друго Велите прашање. немаат за да одат надвор, да патуваат надвор албанците. Преку Тогаш зашто ги Албанија. имаат? Не, преку Албанија. Бугарија е членка на Европска унија. Добро. Да не заборавиме. И македонците до сега алиби им беше ние земаме бугарски пашош за да можеме да одиме да работиме во странство во Европа. И така Денеска ли е? од Македонија. Така ли е? Сега не е. Што не е? Сега имаме визи, можеме сами да одиме со македонски пашош, одиме во Европа, остануваме 3 или има сега сменето многу европски Добро, ама закони еве од сега се Германија и наменуваат и вика нови една закони. година, 2 години, 3 Ако години, може 5 да години. цело време оkolnosti. зборуваш. И сега не мора да држиш Ама бугарски чекајте, пашош. цело време ти Ајде, зборуваш. повелете. Не ти е потребен Сега бугарски Сега ти пашош. зборуваш. И сега не е потребен, не ти е затоа потребен. сега Дали ти никој е не го потребен зема. бугарски Види, пашош? види, Тоа види. сакам да ти кажам. Види, Со прво и ова прво- Македонија, со Ама либерализација чекај да на кажам ја визите, двата избора. немаш потреба, ама го држам. Ама да кажам 2-3 збора. Повелете, тоа. Николски. Кажи слободно. Види вака Повелете, сега. ајде да се дослушуваме. Прво, факт е, секој што ги следи, ти ги следиш овие работи, треба да ги знаеш, дека македонскиот народ е на удар. Дека прво, Само не од албанците. и албанците се тука. Ајде. Ајде ќе ти докажам. Ајде, повелете, Николски. македонскиот народ е на удар. Од распадот на Југославија до денес, све што се прави против оваа држава, 35 години веќе, се е тоа на удар на македонскиот народ. Последната што се случи беше во парламентот европски, тој инвестај на Вајсли, како сека и сега е актуелен, во кој се договорија трите главни партии, групи на партии во европскиот парламент, народните кај што е ВМРО, социјалдемократските кај што е СДСМ и либералните, дека нема во извештај од македонски народ, нема македонски јазик. Што е тоа? Негирање на Ама зашто македонците. дојде до Ма тоа? чекај се, Ама дозволи зашто дојде, кажи? Ама не, повелете, сега нека каже ќе зашто можете да дојде. после вие да ги кажете вашите А што ми е ставови. намерата? дојде? А што ми е намерата? Ама зашто дојде? Ама ја за тоа ти го зборувам, ти Дојде ме поради прекинуваш. Бугарија. Ама ти ме прекинуваш. Нека се доискажи, па ќе може и Ама вашиот не, не став се, потоа да јас знам да дека го се кажете. договори, ама он треба да каже во што е Ајде, целта. повелете. Јас кажувам дека негирањето на македонскиот народ е на маса од почетокот на распадот на Југославија. Од почетокот, значи 35 години. И во тој контекст, албанските партиите на македонските албанци во целина го користат тоа како најдобра своја придобивка. Нема ли македонци, еве ти е голема Албанија. Не. И јас ќе ти кажем една работа.
најголем дел од лидерите на македонските албанци, политичките лидери, работаат на големо албанскиот концепт. За албанците во Македонија се уште центарот е Тирана, таму да набаци рака, таму ви подутуваат тиранска платформа со која се бришат македонците, дека таа процедура, да речам, таа политика која е од надвор, нас не прекарсти како држава Грција, нас не бугарзира Бугарија, други се за тоа, разбирате. Тие што ги поканат сега и Албанија и Косово во Вашингтон, разбирате. Значи, таа политика стои, држи и албанскиот фактор Македонија. На почетокот не поддржуваше околу името. Али Ахмети 10 години никогаш не се меша дока не почна да се меша, кога почна да води своја политика, дипломатска политика, разбирате. Меѓутоа, истовремено, никој од албанците, нити од Косово, нити од Албанија, никогаш, нити Еди Рама, никогаш не рекол, бидете лојални на оваа држава. Никогаш ја дозволи се да заврша. Ама чекај, јас сега зборам со... Ја не сакам сега да... Ама чекај сега, да дозволи... Нека доврши, имате и вие збор. По пети пат ме прекинуваш. Значи, тоа е тоа што се случува. Ништо не е случајно. Бугаризацијата на македонците не е измислена. Разбирате? И зашто треба да ги ставим? И затоа македонците... Не можам да бидам тука мирен, кога и самите сакат и одат зимат пасоши. Откажи се. Види да ви кажам. Ама чекај сега, ќе ми дозволи да зборувам, јас и да зборувам, и да си одам. Ако не дозволуваш да зборувам, јас да си одам. Ако не дозволуваш да зборувам, јас да си одам. Помлада, ама ако не се дозволуваш, ја и он ги знаеме работи. Ама види се, ама дозволи ме ти кажеш зборуваш цело време, јас те ми кажеш да збор. Па слушај, ако не дозволуваш, ја дозволувам ти да зборуваш. Ако не дозволуваш, зборуваш, ти да седиме двајцата, значи. Ама чекај сега, не те чув ништо, јас не сакам да чујам, бидејќи ти не дозволуваш да кажам јас што мислам. Молам да се слушуваме да го задржиме нивото. Повелете, бидејќи вака ништо нема да се дослуша. Ајде повелете. Повелете, бидејќи имаме уште малку од емисијата, ве молам за да може да ги искажете вашите ставови. Системот на прекинување не е во ред. Тука сме дошли за да ја кажеме вистината. Значи, во суштина, да се вратиме на вашето прашање. Македонија во дадените услови нема шанса да пробие, дури да не стават во тие три земји, разбирате, во некое членство без право на глас и така натака, со нас би бил дострел, меѓутоа тоа нема никаде да води и лично сметам дека нема да стигне. Меѓутоа, улогата на албанците во Македонија, разбирате, на тие наши македонски албанци, до сега во последно време е апсолутно негативна. Апсолутно негативно, тоа да се каже отворено, бидејќи работи против интересите на македонскиот народ и тоа не го крие. Зашто сакаме Европска Македонија е против интересите на македонците? И ние повеќе од вас сакаме Европска. Пак ме прекинуваш. Па како да не те прекинувам? Ама пак ме прекинуваш. Ама морам да те прекинувам. Ја ти викам дека албанците не се против македонците, колку македонците се против албанците. Ние кога сме во поддржале 91 година, не, ти треба да сведочиш, ти треба да сведочиш пред јавноста. Само една реченица избори. Ама доколку не се дослушувате да ги исклучиме микрофоните. Македонија независна. Знаеш во автобусите во Скопје сликата на Милошев Ме молам, отидовме многу македонци. Како не го зборуваш истината? Имаше ли слика на Милошев во автобусите во Скопје? Ама ве молам, сега не зборуваме за тоа, излегуваме од темите и се враќаме во минато. Никој ще не поддржав. Па како не, вие Милошевич го државте дома? Сликата на Милошевич сте го имале дома. Ве молам. Ајде, бидејќи имаме... Србија не може да ја бидејќи да не зборуваме... Бидејќи имаме уште 10 минути од емисија, па да опфатиме, ве молам, уште една тема. Еве што вика министерот за екологија Дураку одби да дава изјава на македонски јазик. Тоа е одлична. Тоа го кажа и другите, па и другите го кажа. Еди Рама. Македонија е држава на две националности, македонци и албанци. Тоа не е точно. Ама тоа не е негова работа. Па не лажел ништо. И господинот премиер рече дека може правосуден испит да се дава на албански јазик, дека така стои во законот. Албанскиот амбасадор Арбен Чејку
Македонија ќе биде трета албанска држава. Тоа е политиката ваша? Да. Не, тоа да е, ти цитирам што кажат вашите луѓе. Не е тоа, да сакавме тоа 91-ва ќе го правевме. Кога и вие уште го поддржавте и го сакавте Милошевиќ. Ние ве убедивме да правиме независна Македонија. Немојте така. Вие направите независна. Па тоа е смешно, да не без нас не може да биде жалосно, па тоа е смешно. Вие направивте тоа. Тоа е теоријата на патернализира на тирана која е патернализира. Молам, извини ако нешто сум, да. Ве молам, ајде да опфатиме уште една тема со оглед на тоа дека е избрана нова техничка влада во Бугарија, што може да се очекува од неа. Денеска телефонски разговор имало меѓу шефовите на дипломатиите на двете земји, односно Муцунски и неговата бугарска колешка. Ќе прифати ли според вас таа да се сретне со него и може ли да се направи некаков исчекор? Јас сакам и мислам дека такви разговори треба да продолжат помеѓу двата министра, двата премиера и така натаму. И јас мислам дека треба да се наоѓа еден заеднички јазик и со бугарската страна, да наоѓат тоа што е возможно да остане така, да се промени. Ние, како албанци во Македонија, не се мешаме во тој диалог меѓу македонците и бугарите. Чекај, тоа е грешка, извини. Не, се мешаме. Ние се мешаме само во едно. Зашто не осудувате? Зашто не осудувате дека не прифаќа дека македонски народ постои? Ние се мешаме само во тоа дека ги поддржуваме македонскиот народ и македонските политичари за да освојат што подобри позиции со Бугарија и со Европската унија, за да Македонија не биде пречка да биде никој не сте изјавиле ни вие, ни Тирана, ни Атина дека постои македонски народ. Не сте изјавиле. Тирана, Приштина ве поддржуваат најнормално и све што е потребно за нашите сограѓани македонци би давале све само за да бидеме член или дел од европската фамилија. Јас еве како албанец не сум представник на некоја политичка партија, јас сум како интелектуалец кој се занимава со политика на 35 години и јас би сакал Македонија да биде членка на Европската унија. Меѓутоа со заштитен македонски заштитен македонски јазик, стандард, суверенитет и интегритет и се. Тоа сме го кажале 100 пати, ќе го кажеме и 1000 пати. Албанците воопшто не се бореле против македонците во Македонија, секогаш ги поддржале. Може би негде сме се делеле, меѓутоа тоа што е суштината сме биле заеднички. Освен 2001 година беше тоа беше грешка на власта. Да, беше грешка на власта, беше не грешка на народите. Дека правата што требаше да се види, ти памтиш ПДП рекол. Ама сега ве молам, ајде да се задржиме на прашањето, бидејќи сме сосема на крајот од емисијава. Степ бај степ ќе дојдеме до сите права кои ни се потребни во Македонија. Ама толку беа тешки македонските политичари дека мислеа дека Македонија е нивна приватна држава. Не, Македонија е на сите граѓани. Точно. Ајде. Така е. Повелете околу техничката влада во Бугарија, што може да се очекува и еве, што очекувате конкретно од министерката за надворешни работи? Ќе има ли некакво придвижување и какви ќе бидат нивните? Прво се познати нејзините поранешни изјави, тоа не е спорно. Нашиот министер што се јавил еден протоколарен позитивен гест, јас не го поддржувам лично. Тоа е наше ново. Сметате дека не требал да се јави, затоа што е тоа наше ново понижување, бидејќи сите бугарски политичари и јавно, отворено, директно, прецизно ни кажа: немаме потворено прашање со вас, нема што да разговараме. Он се повторно бара средба, разбирате. И претходно имаше исто така гест од наша страна, разбирате. Тие велат, се е префрлено во преговарачката рамка во Брисел, бујрум тамо, договорете се. Оваа политика и оваа личност која веќе се експонирала на доволно прецизен начин што мисли, а да се разбереме, во Бугарија нема политичар која се гласаше во бугарското собрание декларацијата во која се тврдеше дека нема македонци, јазик, историја, ништо. Само еден беше против. Од сите пратеници, разбирате, 240 мислите тамо, само еден беше против и двајца воздржани. Нема политичка партија сила во Бугарија која мисли поинаку.
И ние треба да бидеме свесни дека тоа е завршена работа со Софија, дека преговарачката рамка е катастрофа, со неја Македонија нема да се приближи, нема да го намири со далеку Брисел и ние мораме да одиме со радикални чекори, бидејќи нашата претходна власт направи катастрофални, историски, предавнички грешки, разбирате, и со договорот со Бугарија, и со нивици, а особено со вториот протокол, кој е нелегален, разбирате. Никој во оваа држава нема донесена одлука, никој. Јас ги следев сите документи и на влада, и во собрание, да Македонија го менува уставот за промена на бугарите, а делегацијата од Бујар Османи предводена и 3 македонски министри потпиша во Софија дека уставот ќе го менуваме. И за Брисел века наша заложба била да се промени уставот, не бугарска. А тоа е, велам, цело тоа е еден криминален политички галиматијас кој мора се расчисти и судовите наши треба и уставниот да земат свое гледање, веќе дадена, Лепопоса го даде тоа на суд, така да велам, во принцип Бугарија нема ништо да промени према нас, Европската унија нема ништо да промени кај нас и само какви изборни резултати се очекуваат меѓутоа. Значи само ние треба да преземеме радикални чекори, едини излез се откажува на вториот протокол. Добро. Господа, јас ви благодарам, бидејќи заврши времето за оваа емисија. Ви благодарам за вашите изнесени ставови. Благодарам што одвоивте време да бидете вечерва во студиото на Канал 5. Не беше задоволство. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте и останете со програмата на Канал 5. Од мене пријатно.